Најдобро вечер. Расположение имат? Ќе оцениме по аплаузот. Добро е. Охриѓанец на сцена. Прво што се очекви да кажаме, издавам соби. Друго Охрид немаме, тоа е. Езеро и цркви, друго нема. Да, и кајче, ама бесплатно. Да. Езеро и цркви, кој што реков. Не дај Боже да си турист атеист таму. 7 дена на плажа, одиш 8-миот, што ќе правиме, брат? Мај в црква ќојме. И замисли, атеист в црква. Шо пред знаете атеист в црква? Влег вид и не му север вид. Да. Не знам дали тука Велес како е, ама Охрид имат многу луѓе со голем нос, например. Полно е. На некој не само голем, туку и крив му е, вака малу како налево, знаеш? Си викам како се дрогират бе овие луѓе. Не можеш сам. Партнер ти треби. Ај брат, полево, чекај. Еве го. Да тргам. Убајни. Во носот ваков е. Како да стајал чорап нагла и е спремен нешто да плячкат. Замисли таков некој в банка кој ќе појд колку е непријатно. Тропат на шалтерот. Добар ден, повел. Дечко, ај ако сакаш одлепи се од стаклото. Шо е работа? Јас, например, не знам која е границата да имаш или да немаш голем нос. А важно е да знаеш. Например, треба да си постојат низа на прашања, си ги одговараш, се утврдува коефициент и си знаеш на шо си, разбира. Прашања од типот, например, дали правите некаква разлика помеѓу вас и Пинокио? А тој дрвен е. Прескокни го, дечко, првото е за загревање. Да се опуштиш малце. Второ прашање, дали чувствувате нешто студено на врвот на носот, кој ќе погледниш во длабок бунар? Леле, да. Трето прашање, дали кога разгледуваш наоколу во супермаркет, паѓаат работи сами од себе? Се чудиш, она разгледиш, проколнате маркетов, бегајте. Дали си се возел во кола? Да, ама шо не е кабриолет. И последно прашање, дали бубулица на нос во пубертет било нешто што е од секогаш далеку од тебе? Ако да, тогаш немаш голем нос, имаш голем проблем. Единствена разлика помеѓу тебе и Киро Глигоров покоен е што кај тебе имат помалце делој од Мерцедес. Да. Фала. Супер. Контра на тоа е да имаш екстремно мал нос. Например, скопјанкиве на тоа му викат baby face. Имате слушнате? Стално викат, сакам дечка со baby face. Шо ти е, мари? Зошто? Па ми се свиѓа кога ме моли за нешто. Како те моли? Лата, сонце, мила, Господе! Место љубов кашички ќе му прави цело време. Не, викам добро, озбилно, се шала на страна. Зошто сакаш дечко со baby face? Па затоа што Бред Пит има baby face. Поготово у Троја или у Fight Club. Боречки клуб, го имате гледано филмот? Крво е цело време. Си викам, добро бе жено, шо деца вие чувате дома, шо им правите? Злато ти личит Малиов на Бред Пит или да продолжам да го бијам? Сонце, ако го пуштиш, уште 2 пати поскалини на Мики Рурк нема да личит. Тоа се тие проблеми со изгледот. Друг проблем многу битен со изгледот кај мажите е келавење. Одма салама почне. Не, јас не. Зборви слободно. Не, се будиш едно сабајле, се гледаш во огледало и се појавило едно огромно М на глата.
Си викаш, за Македонија. Јас така си викам, за Македонија. Другото е малку келјав. Се будиш после еден месец, гледаш то М во С се претворило на... си викаш, С, средно келав. После еден месец се будиш и си викаш, Господе, која буква ќе учиме денеска? Гледаш то С се проширило и се појавило едно О позади. Тоа е крај. Сосема окелаве. Немам назад враќање. И тогаш сите навики ти се менват. Од сабајле станвиш, не знаеш до кај да си го миеш лицево. Крај нема, човече. Ке го фрлиш шампонот, фенот, ке го фрлиш, ке си земиш еленска кожа. Убајна. И некој ако те удри потил, ќе мислиш почело дека те мама. И не знам зошто, ама маживе секогаш се правдаме за тоа дека сме биле келави. Например, кој ќе му речиш на некој, брат, што се дешава? Есента дошла, а? Кога лисијата паѓа. И одма почви, тоа е брат, зашија многу тестостерон, разбираш. Шо збориш? Ма нели од тоа треба да растат влакна, не да паѓат? Гарант орангутанине в џунгла шо прцет по 10 мајмунки дневно, нема тич тестостерон во нив. Зашто јас келав мајмун немам видено. Не знам дали ги пратите за Нова година, поготово, околу Божик и Нова година, рекламине за Кока-кола. Значи, ми се чини тоа, кој ќе ја видиш рекламава, ко да ги прават за друга планета. Јас не знам со кој од оние ликои ќе се идентификуваш. Например, прво почвит вака. Татко, тој имаше многу работа и не знаеше дали ќе успее да стигне на новогодишната ноќ. Автоматски кај нас не палит. Пола татковци се невработени киснет по дома. Мајка беше ги прегрнала своите 2 деца и се надеваше дека таткото сепак ќе успее да стигне на новогодишната ноќ. Не. Единствено што се надеват една просечна мајка за новогодишната ноќ е дека вечерта ќе дат 2 епизоди едно по едно од Величенствениот. И поблиска е со Ферхунде отколку со децата своји. После гледаш дечко и девојка на ова седат на клупа в парк, демек, знаеш, паѓа снег или дош и се е така фино, романтично. Автоматски не пали. Во реалност дечкото е в кладилница. И немат романтика, туку пцует, зашто Лацио изгуби од Интер во последна минута. А девојката во реалност стварно седит на клупа в парк и плачи. Дал зашто депресија ја стега гадна? Или зашто без дечко седи јадна? Не, она не плаче зарад депресија бедна, ни зашто младич нема на клупата кај седна. Туку за да провери дали новата маскара од Орифлейм е стварно водоотпорна. После идат питачот во рекламава, едно сладко, мило старче, ко Лазе Бараков нешто. Шо се смејте, бе? Колега од работа, шо? Знаеш, и во рекламава срекну ако му даеш Кока-кола да се напие, питачов. Во реалност дали е така, бе? Кој ќе ти дојд, не е насмејан, веќе е пренасмејан, корнит на алкохол и ти викан Дечко, момент, чичо, момент, дај 10 денари или макија. Колку за леп? Ако не причиня замара, јасно? После куче и маче во рекламава јадат од исто пајнче. Абе, дали е то така во реалноста? Да, пајнче дека од Охрид. Не мачи се, не снимај DVD ќе ти дам. Ќе те заболи раката цела представа вака. Гледај во живо. Тоа се новите генерации. Да, спонтан аплауз ве молам. Значи дојдовме до куче и маче што јадат од исто пањче, зне.
Дали тоа е така во реалноста? Порано се знаеше, кучињама беа доминантни, мачкиве потиштени. Сега дали имате видено шо мачки имат луѓе златни по контейнерине? Абе, кој ќе ги видиш едни вакви набилдани, кркет протеинска храна шо фрламе, она ГМО 300 чуда, пилиња, батаци, ти се чини секој ден в теретана оде. Не ми е чудно и куче ако прозборит на англиски, ќе прашаш Bob, how's life? Rough. Она, и на крај на рекламава доаѓа Дедо Мраз со шлеперите, нели, мафтати, хо. Во реалност идат шлепери, да, ама не излегви Дедо Мраз. Излегват две батиња со пантоли на прерамки, меше и фактура. И немат насмевки, туку пцовки, зашпак нема кај да опаркират камионов. И кој ги речат Кока-кола, фабрика на радоста. За мене фабрика на радоста е банкомат. Ако има што да подигниш. Ако не, зид на плачот. Да, па. Ама, се знајт кај нас кој е Кока-кола. Амди. Да. Зошто ќе речиш? Затоа што ако го ставиш човекот во фрижидер, кој ќе го истаиш, ќе е испотен и ќе освежува. Останал Шворц, измислија Coca-Cola Zero. Дали знаете што се случува со неговиот шлиц, како звучи шлицот негов, пред да води љубов со жена му? Ова се дешава. Отвори за радост. Јас, например, многу искрен човек сум, приметвите, а не е секогаш убото. Си викам, 100% не е убо секогаш човек да бидит искрен. Например, ево, и со жениве кој ќе видиш. Женава стално сакат искрен да си со неја. Кој дојд си гледаш телевизија и ги ти речи, Злата, убава ми е косава. Шо не ти стоит плава? Готов си. Ке ти речи, фала ти многу. Рече искрен да бидам. Да, ама не мораше ми го кажеш така директно. Знаеш мене колку ми значи да сум ти препонајпреуба. А од друга страна цело време, знаеш, напинат да си бил искрен. Например, си гледаш телевизија и сега си пушташ по каналиве си, моташ, модна ревија од Victoria's Secret. Знаете што се дешава? Ги знаете манекенкине од Victoria's Secret? Кој ќе прашам, секогаш, значи, нова прашање, жени ми викат, ги знаете од Victoria's Secret манекенкине? Да. И? Поентата? Што сакаш да кажеш сега? А маживе кои ти ги прашаш, ги знаете манекенкине од Victoria's Secret? Да. Ова е природна реакција на секој маж. Пушташ, гледаш и ова се дешава. И ти да жена ти вика, шо бре, бам ти се свиѓат овие женски бе? Ела биди искрен. Кој мора да ми се свиѓат овие? Оди таму. Да речиш некоја вгној до колена, со гумени опинци, за депилација што немат чуено во животов, да! Ова ми се свиѓа, топнала штикли танга и подвезиќе ми се свиѓа, оди бегај, мафни се. Нормално. Или друга варијанта, замисли да си 100% искрен со шефот на работа. Леле. Тоа е ко на граната, а скршиш орев со чеканче. Ќе ти пукни филмот, ќе речиш, има му кажам све, в лице ќе му плеснаме, кој го врти, све има да му кажам. Колегиве те поддржват. Брат, да му кажеш. Ти да му кажеш. Вчера правевме муабет, леле, колку си во право, ти кажи му све. Во моментот шефот влегвит одма. Шо е симпозиумов? Не знаеме колегава нешто. Да, кажи. Шефе! Сам да ти кажам дека си... проклето! Перфекте! Не можеш да му кажеш, нема таква работа.
Да бевме 100% искрени, немаше да имат оговарање. Ако немаше оговарање, Охрид немаше е град на УНЕСКО, луѓе. До толку сме ние, значи, јас на градоначалникот му предложи во Охрид да се направи олимпијада за оговарање. И без допинг ќе сме најаки. Да немат оговарање, жива депресија. Оиш по улица, шо правиш? Ниш. И толку, немат муабет. Вака сега преако е, две кои ќе се сретнат по чаршија. Здраво, шо правиш? Добра ево, супер леле ево. Амор ја видеа она со кого се фатила? Да, мор леле, пачавра. И така си има прекрасно неделно попладне. Имат живот. Немаше да постои капиталистичко општество, луѓе, ако си ја кажвевме вистината. Замисли, оиш во продавница, сега си се лажиме во очи и супере. Влегвиш во продавница, ти вика, добар ден, повелете. Се извинам, колку ви се овие фермерчињава? 6500 ви се преубо, ќе ви стојат тито. И сите сме задоволни. Замисли да си ја кажеме 100% вистината, она, папао в лице. Влегвиш и одма почвит продавачкава. Леле, овие секој ден идат ништо не купат. Што сакате? Шо е, не го гибај, шо е, шо сакаш? Ние сами си знаеме шо си сакаме, мор. Колку ти се овие фермерчиштава? 6500, бре? Оф, леле, исти ме во шутка за 300 се. По-друго е. Да. Или замисли, например, да работиш на грижа за интернет корисници. Значи си студирал 5 години минимум електро. Дали имат некој од електро? Не имат убо. Значи мој ме се зезаме. Значи минимум 5 години. Треба да си најголемата бубалица на светов за 5 години електро да завршиш. Не си можел работа, а најш ти нашол на грижа за интернет корисници. Ти си ует луѓе шо врска неметот технологија. И ти треба да си она, 100% искрен. Лелелелелеле. Вашиот повик е прв на чекање. Тип. Разговорот ќе биде снимен. Тип. Ало! Ало, шо е? Не знам каде поврзам интернетот. И шо да прам сега, сточак да ти купам? Ама немојте, господине, така, јас сум корисник на вашиве услуги. Не, брат, ти не си корисник на нашиве услуги. Ти си паразит на услуги, човече. Интернет пакети треба да дават на тие што се со сите петки. Аме немојте така, господине, јас чувствувам отпор од ваша страна. Ако ти дојдам таму, ќе почувствуваш и напон, и триење, и забрзување по маса. Чека, имам некој на втора линија. Молим. Ало, дечко! Ало, Ало, ме осеќаш? Како не сум те осеќал, мултиетнички. Бидете на линија, ве молам. Ало, ти ме слушаш? Да! Вака, брат, сега ќе направиш. Земи ги каблите што ти ги дадоја. Тргни го кабел, она гумата тргни ја, бакарот да излези. Убо излижи ги. И пикни в штек. И надевај се дек струјајте топерите. Пред то се јавуваш на брза помош, те носат на интензивна нега и таму ќе имаш wireless. Ало, дечко, те прашувам дали ме осеќаш? Кажи ме, сонце мило. Само да те предупредувам дека разговорот се снима. Сега сите разговори се снима. Знам, брат, дека се снима. И ако сакаш ќе ти го изрежам за да си ослушате дома со другарите. Дечко, сакам да прашувам дали е тоа информации, ми треба еден број. Пиши. 9. Запиша или ја те поврзам. Со новите пакети на T-Home шетај и разговарај колку сакаш. Да си ја кажвевме вистината, она 100% немаше да постојат Јеховини сведоци, човече. Дали имат во Велес? Секаде се. Значи, неверојатно е како тајмингот го погодват. Недела са бајле, 7.
за некој ден за одмор. Значи ти звони, отвараш дивако и погледаш, осмех, оделце и Библија. И викат, добар ден, господине. Дали знаете што е тоа љубов? Прво ми идат да го гушнам. После да му речам, брат, вчера некој да ми речеше дека ти денеска во 7 ќе дојш са бајле и ќе ми објасниш што е љубов, немаше да го вервам. Јас за друго сум дојден, господине. Во вторник има уништување на светот и само 125.700 ќе бидат спасени. Дали сакате да сте еден од нив? Како кажвит ко вторник на бинго да ќе добијат. Иначе ако си ја кажеме вистината, стварно светот ќе се уништи. Замисли Путин и Обама све в лице, да немат дипломатија. Ајто пичку, матер, нуклеарна војна. И наеднаш гужва на небо. Гужва на небо, уствари, жива душа немат. И ние горе менаџментов не се спремни наеднаш толку клиенте, одма бик тихо, не туркајте се, за сите има места. Реков тихо, шо бе ако галамиме да не вратиш назад? И одма Јеховиниот ќе се појави со списокот тука. Сега ќе видиме кој за кај. А Господ, вие ништо нема да гледате, јасно? Дечко, ај ако сакаш викни го татко ти, во тебе не вервиме. Души златни. Да. Иначе јас најпојќе од сите ги обожавам грциве. Не знам за вас. Нема такви луѓе на планетава, човек. Шо ти ичи? Не ги обожаваш? Вот кој ќе ти кажам зош ги обожавам, ќе ги заобожаваш одма. Знаеш зош ги обожавам? Зош гледај, државава во банкрот и мој тотално, така? Она веќе не во минус. Ужас, готово, дно дна. Тие бате седнати под маслинчето. Ере малага, рела! Овај германецов коси побеле, човече, од устата на детево земат за да штеди да му дајт неповратен кредит на грциве овие. Ере малага! Го свим! Релакс! И зато ги поштовам, човече. Ми се чини тоа Акропол во Атина, она што е чудоно. Да почнат стубојве да попуштат, да почнат да паѓат. Мислам дека од цела Европа, од цел свет ќе дојдат луѓе да поможат. Светско културно наследство, знаеш, место стубој, германци, холандјани, разбираш, французи ќе застанат, се борат со ова да не падне, ова е подсенка застана. Демек, стајте таму и таму луѓе, иначе ќе паднете ова. И релакс! Господе Боже! Знаете како си ги воспитват децата? Ако си умен, Германија ќе ти купи точаче. Како да не си умен, германско точаче. А германциве, знаеш, она, такви зато се малце, она, имат некоја чудна оштрина во нив. Најдобри во све. Например, го освоја светското во фудбал, пак. Разбираш, затоа што тие целку ќе постават, одат до крај, човече, немат назад враќање. Кој ќе речат, Helga, you cannot play in this football team. This is a male representation. I will adapt! Патро, мило. Не, знаеш, например, на семафор, сега скоро бев во Германија, кој ќе ги видиш на семафор, човече, застан вид, све по закон мора да е. Немат поминвење на црвено. Абе, ако треби 25 минути има да чекат, достоинствено, за Германија. Ти гледаш внатре во душичето дека сакат, знаеш, малце да подстапни, ама не му дават. Зато сме тука ние од Балканот, да го скршиме мразот. Чекат германецов кутар 25 минути и идат некој од Македонија и викат, шо прара? Ајде. Лабаво.
Čekat Kutrijov na liniji, ovo je tak, ajde i ovaj sakal neće, šajse. Pa kako? I vi kaža v Германија бев, одам сега со авионов и пред да полетат авионов, многу јака работа се дешава. Значи, кој ќе ги видиш оние стюардесине, отворат она забешчено, само вака. Ко се појави едно, Господе Боже, едно лично, едно вакво, тенко. Тенко ти се чини во профил да се сврти, нема да видиш. Ти исчезли. Едно вакво во муцето. Ето во уба авиокомпанија, ако си во јат не се такви. Во јат кој ќе ти се појави, си викаш, Господе, со Кинг Конг ке летаме. Кој ќе ја видиш та стюардесата, ладна трајна фризурица, на времето што ја направила. Боросанки долу. За да не ја болат нозете. Вени, испуштени, нерви, све. И вакво. Ти се чини редовна линија му е до Чернобил. Не дај Боже авионов ако паѓа. Ти викаш, таја летат со тебе, ти речи, шо се дериш бе, со мене си. Прекини. Ами како да не се дерам? Како не се дерам, ви гледај долу во земјава, ке се удриме. Кој ке се удриме, јас ки имам мајката. Немат сексипил, ама искуство. Оваја јас што патував лична беше. И сега објасвите она, знаеш, на почетокот, демек во случај на незгода. Почитувани патници, ве молам за вашето внимание. О, го имаш моето внимание, срце мило. И почуј да објасви. Овој авион има вкупно 8 излези, 2 се одзади, 4 на средина и 2 напред. Зборви ми, сонце мое мило, веќе се чувствувам посигурно, Демек излезиве кој ќе ти ги кажи, ти готово. Немат за шо да се секираш. Авионов, ако паѓат, прво шо бараме, излезите. Авионов, јас му викам, дечки, извинете, треј нешо, бегам, имам работа. Уж по една пијачка за дечки, ама последна да е. Ето немат како да не е последна. И друго шо викат, Ако падне нивото на кислород во авионот, се појавуваат едни машчиња од страна со кислород. А то кога паѓат нивото на кислород? Кој ќе соткорнит скрос авионот? Значи летаме сите во воздух. Последно нешто што ни треби е воздух. Ами ако ставете нешто зелено, бе сестро, ако летаме да летаме, така. Зато во Јамајка се така миролюбиви луѓено. Цело време на воздух се. Да. Нив најсовремено оружје да им тенк поклони им, тие од него бомб ќе направат. Open up a tanka, fill it with the ganja. 1, 2, 3, Buffalo Soldier. Ова за помладите. Да. Иначе многу сакам јазици, а странски јазици обожавам, посебно женски ако се... Не, омилен јазик ми е шведски, например. Не знам дали имате слушнато нешто на шведски. Значи, за мене шведски од прилика вака звучи. Хипјо онта фрулета, хипјо онта фрека, леката, хипјо онта хека. Господи, кој ќе ослушам како мармаладта му се топи во муцето, она фрека, лека. Си викам овие пијани кои ќе се како звучат, бе, ко ретардиран папагал на екстази. Например, англиски кој ќе зборвиш, то си имате еден авторитет.
Да, поетично нешто ако кажеш на англиски би звучало отприлика вака. Oh, your eyes are marvelous, shining on the bright moonlight. Your breath is so touchy that makes my nipples shiver in the night. Замисли истото на шведски. Keep your anta frule. Tak ich your anta hick. The hair. Make your nipple stick. На дански не знам дали знае. Значи, кој одам во странство, прво што учам првите 2-3 збора се пцовки и како се порачви пиво. Она, општа култура. Пиво на дански, дали знаете како се вика? Ül. Толку практично. Кој ќе поиш во баров, гужва, гледаш и оттаму. Шо сакаш ти за пиење? И овие зад тебе, вие? Преубо. Да. Значи, за пиво било ül, а за езеро ül. Деме големо. А за река мала о. Овие подоживљај му дават имења на работиве. Деме го гледаш Охридско езеро и викаш Шо ќе пиеш? Значи мало. А, големо добро. И на враќање цапиш в река и вика о. Страшно. Да. Иначе женет сум во последно време. Да, фала за сочувство. Да. Жена ми имат многу страф од кучиња. Ама тоа не е нормално, луѓе. Озбилно. Значи, кога ќе шетаме Охрид, само што ќе излезиме од Количево, излегвиме, ако има питбул на 1500 метри, го осеќат. Абе, кој некој сензор вграден ли е, шо ли е, не знам. И само што ќе излезите од колава, излегвите и одма почвит. Ало, жено, шо ти, ало, луѓе, град, шо е работава, смирис. Шо туку скакаш, мори, шо ти е? Пуќе. А, добро. Шо ми имат куче, јасно е. И шо ако имат куче? Ќе идат по мене. Не и викам нема да идат по тебе. Ти шо мислиш што ако е куче немат план во животов? Ама вие не знаете шо све треба да трескам глупости само за да прошетаме. И нешто и кажувам вицо, идеме вака било, така било, во меѓувреме овој со питбулов се приближил, разбира, не заприметила и го гледат сега овде, одма пак почви да паничи. И мене ме туркат во него, шо правиш, ма? Шо правиш, шо ме туркат во него? Шо ме туркаш во него? Ке ме каснеш. Па шо ме туркаш мене да ме касни? Зошто, жено Божја? Нека те касни, ќе ти изеј, ќе погиниш, ќе умриш, јас среќен. Карма беше злато. Судбина, како ти кажеш. Зошто мене ме туркаш во него? Дали постои негде тоа во закон за брачни односи? Постои нешто такво преамбула? Кај шо викат, кога мажот и жената се шетаат по Охридско езеро, доколку се појави питбул, мажот е должен да погине. Нема таква работа. Свеѓај, секој со среќата сонце. Абе, дури да не го видит кучево, луѓе златни, не знаете, само слушните, но малечко едно так, уф. Толку тив, едно мало, уф, и одма, шо е, ма сега шо викаш? Куче. Шо куче, го виде?
Кучу. Шочу. Шочу. Вуф. Добро бе, жено, не си помислила дека тоа што направи. Вуф. Може да е папагал. Ретардиран, шведски. На екстази. Што си мисли дека е питбул? Да, во право си. Не сум. Ама морав да ја манипулирам зашто таму стварно питбул имаше. Значи викам, жено, прво види го куче. Сушност заеби. Не, поубаво да не го гледаш. Нека скокнит, нека те изеј без да го видиш. Зашто ако го видиш, умов одма реагира то на подстрес, гледат све на забавено. На slow motion. И ти не гледаш питбул ваму, диносаурус гледаш. Диносаурус што си ја менвид вилица, ако на Том и Джери, оне. Стават поголема, А4. И тргвит кон тебе. И идат. И никој не може ништо да направи. Не можам ни јас ништо да направам, освен да се надевам дека ќе тизеј побрзо, зашто овие од Европска Унија ќе направат измена на законов за брачни односи, јас ќе треба да погинам место тебе. Имаме детенце одскоро. Да, тоа е толку прекрасно. Да си татко, она, знаеш, одма се менвиш. Стварно, детево све што треба да направи за да искомуницираат со родителиве е само одма со жена ми ко специјалци, човече. Шо му е, да не покакано, да не гладно, температура, пулс, диши, не диши, све. И тоа е преубаво. Најнеубата работа кој ќе имаш дете се баби и свекрви. Луѓе златни, не знајте вие шо е тоа. Значи си ги зема женава и детево од болница, го отвораш врата, влегуваш низ прагот свој, во една хармонија, во една убајна, во една тишина, све супер, детево си нани. И слушаш зад тебе вратава се отвора. Влегвит бабава и од врата почуј. Немојте вака да правите. Немојте така да правите, не чинело ова, не чинело она. Немој од детето ноќе пелените надвор да ги оставате. Заш духој поминуват. Хичкок бабава. Абе си викам, жено Божја, дали се слушаш што зборвиш? Духој поминвеле навечер. Демек духов од сите места на планетава тој ја барат посранава пелена од детево за да влези внатре, да му дајат малку дух на пеленава. Дали не е глупо? И друго што кажвит, навечер кој ќе вечерате, трошките немој надвор да ги тресите. Не, късметот ќе ви избегат. Аха, добро. А оние во Скандинавија што имат 6 месеци ден и 6 месеци ноќ? Што им прат напустиве трошки? Кај ода? В шпајс. До напролет. И напролет кој ќе го отвори шпајзов за чофтиња. Охо! Късмет во куќата, бабе! И најако ми е последно, ова ми е значи фаворит. На мајкава од детево му го викет. Сега детево ви се роди, до 6 недели не смејт никој да го видит, иначе ќе немат късмет, ќе го урочат. А овие на болница шо се? Тие не го видоја? Овој гинекологов можам да замислам. Колеги, женава треба да се породи, ве молам сите со превез, детево треба да има късмет. Колега, не дзиркај. Одиме. Чекај само кај да видам. А, ево го, 3 прсти. По филинг она, за късмет да имало детево. И демек 6 недели кој ќе поминат, готово, нема црна магија. Може да дојдат луѓето да го видат, ама гостите кои ќе го видат на сјодвење, немој си рекла чао, млекото ќе ти избегат. Боже Господе, црна магија. Не знаете колку глупо беше дома, луѓе златни, седиме со гостиве, роднини, пријатели.
муабети, леле, малото, машала, тину, нину, идат момент кај што треба да си одат. И тие чао не велет, да не ја соблазнат. Значи станват и, па ние сега, па ајде, дојдете пак. Ама жениве се специјални кои ќе се бремени. Немат такво нешто, стварно. О, да, ете, паталец. Не, стварно, кои ќе се во месечен циклус, тоа е играчка. 10 такви можам да издржам. Ама една бремена не знам, бога ми. Значи, јас не знајте ме да се грижам, да ја кажувам смешки по цели деној дома, ко ненормален. Ко папагал на екстазија. И ја оставам со една блажена насмевка, во едно расположение, супер, све погодено, идат моментот кај што мажов мора дојде на минута на мочање. И оиш ти, нели, да си завршиш работа, се враќаш, депресија жива, ваква. Шо е бе, Мило, сонце, Мило, диши. Шо е, кажи, Миличко? Прочитам на интернет. Шо прочита, Мило? Па, вика дека ако немаш мачнини во бременоста, детево нема се роди генијално. И? Па јас немам ни штригнато, ни прнато 2 месеци. Ке ми оглупи детево. Ама ако немаш мачнини во бременоста, што е супер, фрли се во 7 месецот на 3 да му се не види. Кој се родитен генијалец, ако ништо друго, закон за гравитација ќе знае чуе. Абе, не знаете како и се обраќав поетски, море, луѓе златни, се да давам од себе, да се трескам од земја. О, жено на мојот живот, о Божице, нимфо, о музо моја, прекрасност, о ти, жено, дали сакаш да ти исцедам свеж сок од портокал? Престани да ми се дериш! Се извинувам, ваше височество, претерав, знам, импулсивен сум по карактер, следниот пат ќе се обратам писмено. Ужас. Да. Не знам дали ги имате приметено новине аларми на телефониве што се со тач. Значи си идаш културно викенд, некака околу 5 часот, лајно направен од скафана, ко секој нормален човек. Си идаш и сега треба да наместиш аларм. И си го местиш. Застани мене, тук се врати, може. Точно е 5 часов. До 8 минути уште 3 часа. Ако не и повеќе. И си го местиш алармов. Арно, ама не е точно 5 часа, туку е 5:15 и алармов ти викат имате уште 2 часа и 45 минути. На кого му е потребна таја информација, си викам? Колку е песимистичен алармов, човече? Ти кажи вид колку ти преостане за спиење. Кому му е то потребно? Гарант жена го имат измислено. 100% луѓе. Демек, злато ќе излезам в кафана со другари, оди кај сакаш. Само земи го алармов, тој све ќе ти кажи. Господе Боже, то маж да го имаше измислено, то немаше така. Се враќаш целиот во паника. Демек, леле, не се забавам за на работа. Ако го имаше маж измислено, прво што ќе речи алармов е уживај, бе, брат. Ще се нервираш. Ама нема време за спи. Абе, полека. Релакс. Точно е 5 часа. То сум имат уште 3 часа, ако не и повеќе. Јас за тебе очте ќе си исклучам, сабајле, нема те разбудам. Ќе закасниш на работа ко човек.
Таму шефот ако те прашат зошто закасна, слободно на мене оправдај се. Јас сум крив. И околу 12 негде има ти звонам јако, речи леле нешто дома си има десено морам да излезам. И ојме двајцата заедно на пивце, брат. Тоа е машки аларм, а не кој... Јас жими се ќе измислям женски предмети со машка поддршка. Да, например машина за перење. Дур ги редиш овие алиштава да ти прнни. Малце притисок да им, да видите како е. Или со гласот на свекрвата. Тоа пострашно е. Дур ги редиш алиштава, ти зборвите одозго. Леле, дали така се редат алишта, мори. Шарени на 90. Боже Господе, Боже Господе. Да. Или кармин со машки глас, дур се шминкаш да ти викат побрзо, нема цел свет тебе да те чекат. Да видите малце како е. Да. Али добро, са жени јас ги разбирам. Например, сите сакат да се убај. Убавина тоа е карактеристично само за човек. Го нема, да. Негде успеват, негде не се. Ама, знаеш, луѓево се трудат. Животниве не, гајле име. И убошо е така. Например, еве, за човек. Панда, замислете. Шо е панда? Едно такво меко, едно такво преубо, ко пувкаво, ко живо, ко... Така, а друга панда да ја видит истата таја панда, не е пувкаво, меко и живо. Депресивно е. Вакво е. Замисли секс да имаш со такво нешто. Си викаш, цела недела врудник работев. Сега го ја појам дома, влегвам вака, ја кршам вратава, се туширам, ја отворам спалната, оттргам ова јорганот и кој ќе видиш не, немојш. За разлика, например, од газела. Господе, немат посекси суштество, Тоа за да се размножи, треба само да се појави. Само да се појави луѓе златни в џунгла, само гледаш тревки, нешто, и тук ќе се појави. Господе Боже. Не. Или, например, нилски конј, кој ќе го видиш, тоа немат погардо. Ама имат само доверба, бате. Пробвид до крај оди, кој ќе ја види тоа нилскава кобила таму, застана тоа в бара, со лајчето, ко после макијато. Ја гледа таја поминви таму и одма почне. Оди бре, бегај мафни се, види се каков си целиот. Гној еден. Бегај мафни се, не ти брамува, бе. Не се откаж вид тука. Пак продолжи. Ти реков, бегај мафни се. Селјак. Ама не се откаж вид, батево. Ој до крај. Аме мафни се, ѓубре едно. И во моментот кој ќе ја види дека малце се двоуми, ова го имам гледано на National Geographic, луѓе. Факт, да. Кој ќе ја види тродека се двоуми, се серит на сите можни страни. Ама најсериозно, не знам, фетиш ли е, шо ли е. Ама функционират, бате. Неко нас оди дома прво посери се, после излези со женската. Има да држиш во тебе. Стегниш заби, маш си или шо си. Излегвиш здраво, маче, шо ке пиеш, ова, она. И кој ќе дојде моментот таја спремна, тогаш дај све од себе. Една љубов што ќе се роди, бабе, голема. Чај да голтнам тровода. И мене.
Емотивен сум кога се газели во прашање. Не, од све, најпоќе што поштувам се радиоводителки. Имам слабост, жими една мајка, значи не можам. Абе, само кога ќе ги слушниш, оној гласон човече, вака, некоја емисија, не знам радио колку слушат, јас многу. Значи, само кога ја слушнам, точно е. 16 часа. Точно е 16 часа. 5 минути. О, сонце моје, дај ми уж 5 минути. Не може. Господе Боже, абе, за маж многу важно е вокалната поддршка. Кога ти водиш љубов, за маж тоа е многу важно, разбираш, да имат самогласки. Не можам прописно да ги направам, малолетни имат во публика. Сега си вика, граматика учиме. Да. Граматика, неправилни глаголи. Тоа е за мене нешто фантастично, значи само кога ќе ја слушнам временска прогноза да кажи, Господи. Дури не ја слушам што зборови, кај мене во глава звучи времето ќе биде облачно, врнежливо, прекрасно за долго трајно водење љубов. Во доцните часови, Господе, зборови ми мило сонце. Жена тоа да ослужни, знаеш, кој рече ќе биде променливо, облачно. Што се препич вид бре оваја? Што имат сексиво променливо облачно? Немој да разбери жена, сваѓаш? Абе јас не знам, реклама да слушам најглупа на светот да е, на радио, со таков глас. Например, нешто од типот реклама за раткапни. Нема поглупо. Нешто што не ти треби во живот. Реклама за раткапни, само ги ја слушнам. Купете ги раткапните на Џоле. Мјао, поседувај ме. И вози ме како сакаш. Господе, динар да немам во моментот, ќе одам кај лихвари, ќе заглавам 20.000 евра, сите раткапни има да ги купам. Живи се најмило. И си викам сега, например, Охрид дека мал град, гарант некаде ќе ја сретниш типкава, ако е од Охрид. Сега ова од Скопје, ама замисли, например. Пошо мало градче, ваму таму негде, пример, на сендвичара, ќе се сретните гарант. Купиш сендвичи и само слушаш таму. За мен еден чикен. Со повеќе мајонез. И си викам, Господе, небото се отвори, ова е судбината. Се вртиш, гарант грда ќе е. Па пошо в радио работи, никој не ја гледат. Абе, глас Памела Андерсон, тело, внатрешна дупната од ФАП. А овие што се на телевизија, ТВ презентерки, тие се приказна сама за себе. Ама пред да преминам на нив, имат една пак што ичнеме бендисит во гласот, на радио. Не знам како се викат. Ќе се сетите гарант. Она кој ќе зборви човече не е човек, диносаурус е. Јас разбирам скопски да зборвиш, ама она не е ни скопски. Е вака. Точно! 16 часа и 20. Ало, човече, си викам, шо е работава? Проблеми во детството ли? А овие пак на телевизија, кога ќе ги видиш, ТВ презентерка на вести, знаеш, и ваква, однос кон работите нула. Каже, 50 мина загинати во земјотресот во Токио, а јас пресекси. Се враќаме по рекламите. Знаеш, она си викам, човече, ова мајка, јас, например, емотивен сум, многу. Јас реклама да видам билборд, например, вулканизер Ѓорѓија. Одма емоција ме облеват. Си викам, Ѓорѓија, гарант, дете на разведени родители. Да. Во средно, прво го фатија на око, после на хероин. Ама се бореше, детето ево го, успеа, вулканизер Ѓорѓија, ако не се расплачам пред билбордот, ево. Оваја човече, ништо, убиства ваму там, та пресекси.
Ми се чини дека детево да и се јави, пример играт фудбал пред зграда, сваќаш да и се јави по телефон. Ало, мамо, игравте фудбал, оде со другариве и кај седицата имаше жици гони и Ѓорги ги фати, пепел се направи. Ова нема да реагират ко мајка, ќе му речи: "Ало, колега сине, очекуваме повеќе информации од теренот, се враќаме по рекламите." Боже Господе. Да. Иначе во Охрид, заборев да напоменам, в театар работам и имам еден колега таму специфичен. Да, нема да спомнувам имиња, ама... Значи, здивот му смрди, многу. Да. Значи, полошо од тоа да ти смрди здивот е да прнит мајка ти на родителска. Тоа е врв. На типов не да му смрди, туку може да убиет мува што е застаната на лајно од 3 метра, вака. Со ждригање. Готово. Таја уствари на лајново ошла чист воздух на земја. И секогаш имат нешто тајно да ми кажи. Ама за да ти кажи нешто тајно треба ти се доближи. Јас си викам само да не е предолго. Евак, кажи брат, многу јак вид знам. Во моментот осеќам како лицево ми се претворат ко гас од кокошка едно. Катастрофа, луѓе, маки. Еднаш излезени бевме в град, пијани лајна, и се враќаме се. Тој возеше со колава, не запреа цајкани, забелја. Отворат пенџере и полицајецов му викат: "Имате конзумирано алкохол?" Да. Ке треба алкотест да направиме, господине. Ајде да дувате овдека во Дрегеров. Му викам: "Не го сакаш тоа." Ти, дечко, прекини. Ти дувај, ко дувна море луѓе златни во тоа Дрегерот. Место пијан посран покажам. Го расипа апаратот. Мислам дека следниот што ќе дувнит во тоа, небото ќе му се отвори. После место со паста, со доместо с домазабите. Катастрофа. И со него куќојме на кафе, секогаш на отворено кафе пиеме. Да, ако нема терасиче внатре не влегвиме. Во затворен објект, не, опасно е. Ко терористички чин ќе се свати. Зашто ако дувнит на макијатото да олади, ојде прометот дента. Се сеќавам на роден ден кој ќе одевме, ко бевме мали, не. Влегвиш кај него во станов и едно стресно така, едно, знаеш, сите ко подуплашени тро. Да, се плашиш да не пукнит некој од балониве што ги надувал и да се заебит атмосферата. До толку му смрди здивот што мајка му торта не му правеше за роден ден, за да не мора да дуват на светите. Ужас. Абе, секогаш луѓе златни кој, знаеш, секој другар се трудиш, мислам, емпатија да покажиш, кој ќе не расположи, му викам: "Добро брат, шо ти е?" Тешко ми е, си викам: "Господе Боже, ми дат пелена да му сменам на муцето." Абе, не можеш, колку и да се трудиш, секогаш ти покажи дека пријателството понекогаш смрди. Инаку патувам доста во последно време и по граници ова и што имам заприметено кога ќе застаниш на граница, цариник. Тоа е најглупа професија. Нема таква луѓе златни. Зошто ќе речиш? Ќе објаснам. Значи, застаниш на граница, идат цариников и прво што те прашуваат: "Имате нешто да пријавите?"
Брат, сами ако си пријавуваме, ти што ќе работиш, море? Не, што се очеквите од мене? Идам го и речиш, имате нешто да пријавите? Да! 50 кила кокаин, ела виш как имам скриено, а? Ова кучево за дрога што е на граница во депресија. Секој сам си пријавува. How's life, Bob? Rough. Еднаш патував од Софија за Скопје со автобус и тогу ќе патуваш со автобус, ти не одлучвиш кој седи до тебе. Да, хаштаг факт. И до мене седеше газда на секс шоп од Скопје. И да, јас студирав таму глумец едно друго и си правиме муабет во Софија и си правиме муабет, се запознаваме, викат што работиш ти? Викам глумец сум. Тој ми викат јас правам филмови. Си викам господи како ми тргна во кариера. И си правиме муабет ова она. Типов шверцуваше 2 торби полни со вибратори. И ми викат, братче, ке може да ми помогнеш да ги пренесеме преку граница? А викам, што се очеквите од мене? 3 в газ да ставам? Замисли кој ќе дојде цариников. Кој ќе рече, имате нешто да пријавите? Не. Абе, овој сомнителен те, прашам уште еднаш, имаш нешто да пријавиш? Погоди. Имаш нешто сомнително во џебот на јакната? Студено. Имаш нешто во џебот на фармерките? Топло. Ај, соблечи ги фармерките, раствори ги нозете, лележешко. Чекај, в газ имат нешто. Еј, вибратор. Мала пажња за вас со колегите, а се почастите. Како ти кажам. А пак во Австрија отвориле школа за секс. Немат појако. Ела, не запиши се. Можам да замислам. Прва лекција. Диалог во градината. Хало, Хелга! Das ist mein Ventilator. О, шön панорама! И си викам школу, ако мора да имат дипломи на крај. Замисли ја дипломава. Дипломиран истребувач на девици. Боже Господе, си викам, јас сакам, например, чисто за експеримент, знам и жена ми ќе ме разбери, така, да спијам со некоја што е прописно едуцирана. Можам да замислам, само кој ќе почни тоа на почеток. Сонце, полека, не тргај толку. Кебе во газ ми влегли. Der Vakuumtechnik. Таја кутра ке речи, извини. Умилена лекција ми беше тоа. Професорот само мене ме испитваше. Никој никогаш не беше спремен. Велес, фала многу, тоа е се за ова прекрасна вечер.